Добре дојувте во дебатата. Денес се навраќаме на текстовите поврзани со празникот Богојавлење. Значи, приказната за мудреците од Евангелието според Матеј, пророчствата што одекнуваат во позадина, ова се приказни што сите добро ги знаеме, но тие носат една длабока, внатрешна напнатост. Токму така, и мислам дека таа напнатост го поставува нашето централно прашање за денес, дали овие текстови, кога ќе ги читаме заедно, откриваат еден универзален Божи план, каде што сите народи се поканети уште од самиот почеток, или пак тие всушност ја потврдуваат централната, незаменлива улога на Израел, а доаѓањето на мудреците е само доказ дека светот конечно го препознава значењето на еврејскиот Месија. И јас ќе го застапам ставот дека овие текстови се токму тоа манифестација на универзалната Божја љубов. За мене, доаѓањето на мудреците е тој клучен символ, моментот кога вратата се отвара за целиот свет. А јас пак сметам дека ако го погледнеме малку повнимателниот, историскиот, па и текстуалниот контекст, ќе видиме една многу посложена слика. Слика во која универзализмот не е на некоја почетна точка, туку тешко извојувана идеја, која полека се открива. Добра, ајде да почнеме токму од таму, од мудреците. За мене сцената е кристално јасна. Имаме луѓе кои не се дел од избраниот народ, доаѓаат од многу далеку, водени не од списите, туку од звезда, универзален знак на небото. Па тоа само по себе е моќна порака. Бог им зборува на сите на јазик што може да го разберат. Тоа е буквално исполнување на она што го вели пророкот Исаија, дека народите ќе одат кон твојата светлина. Чекај, ова е навистина важен детал. Да, тие се водени од звезда, ама каде ги носи таа звезда? Ги носи до Ерусалим и таму нивното патување наеднаш застанува. Мудроста на светот, астрономијата, филозофијата, сето тоа што тие го представуваат, ги доведува до прагот, но не може да ги внесе внатре. И што прават тие тогаш? Мораат да влезат во градот и да прашаат: каде е новородениот цар на евреите? Но зарем тоа не ја потврдува мојата поента? Прашањето е за царот на евреите, да, но го поставуваат не евреи. Тие го препознаваат неговото значење за нив. Ама работата е што тие не го знаат одговорот. За одговорот мораат да се огратат кај еврејските книжници, кои ги отвараат своите списи и го наоѓаат пророштвото од Михеј за Витлеем. Значи, без еврејските списи, нивната звезда е нем знак. Ова не ја негира, туку ја потврдува централната улога на Израел како чувар и толкувач на Божјето откровение. Народите можат да го видат знакот, да, ама Израел го држи клучот за неговото значење. Јас тоа го гледам малку поинаку. Не како некаква хиерархија, туку како конвергенција. Бог користи, така да кажам, два начина на откровение – звездата за народите и списите за Израел, и тие се спојуваат во една точка, во Витлеем. Тоа не е доказ за доминација, туку за соработка во Божјиот план. А даровите што ги носат – злато, темјан и смирна, па тоа се царски дарови. Тие не доаѓаат како некои туристи, туку како представници на народите кои се поклонуваат пред својот цар. Ова е директен одглас на Псалм 71, каде што се вели дека цареви од Тарсис и Сава ќе донесат дарови. И тука повторно доаѓаме до контекстот. Кога Псалм 71 зборува за Тарсис и Сава, што всушност сака да каже со тоа? Па, за древниот слушател, тоа било исто како денес да кажеме од Аргентина до Нов Зеланд. Буквално од едниот до другиот крај на познатиот свет. Тоа е поетски начин да се каже сите, без никаков исклучок. Тоа е визија за универзално царство на правда и мир, која се протега до краиштата на земјата. Се согласувам дека тоа е поетската слика, ама ајде да се вратиме на Исаија, кој е можеби најважниот текст во целава позадина. Ти го цитираше како доказ за универзална покана. Но мораме да се прашаме кога и за кого е напишан тој текст. Тој е напишан околу 520 година пред нашата ера, во еден многу специфичен и би рекла болен момент, веднаш откако евреите се вратиле од долгото прогонство во Вавилон. Замисли си, се враќаш дома и се е уништено. Храмот е во урнатини, градот е срамен со земја, а народот е без надеж, поделен во конфликт со соседите. И токму во таа темнина, пророкот им дава визија за светлина. Токму така. Но каква е таа визија?
Пораката на Исаија е првенствено за нив, за да им даде сила. Таа вели: стани, свети се, Ерусалиме, зашто дојде твојата светлина. Значи, пораката е за обнова на Ерусалим. Триумфот е на Ерусалим, кој сјае со славата Господова, а народите се само привлечени кон таа слава. Движењето е навнатре, кон центарот, народите доаѓаат кон Ерусалим за да ја видат неговата слава. Тоа е повеќе центрипетално отколку центрифугално движење. Централноста на Израел тука е реафирмирана, а не надмината. Гледам зошто го нагласуваш тоа, но не мислам дека едното го исклучува другото. Да, пораката е прво за Израел, но преку него таа станува универзална. Ерусавим станува светилник за народите. А доказот дека ова раѓање во Витлеем има универзално значење, го гледаме во реакцијата на Ирод. Тој не е вознемирен поради некое локално ривалство. Евангелието вели: кога го чу тоа царот Ирод, се вознемири и целиот Ерусалим со него. Ова не е само уште еден претендент за престолот. Ова дете е закана за постоичкиот светски поредок што Ирод, како клиент на Рим, го представува. Не сум баш убедена од таа линија на размислување. Вознемиреноста на Ирод е чисто политичка и лична. Па овој човек бил патолошки параноичен, убил сопруга, неколку своји синови, стотици луѓе, само поради сомнеш за заговор. За него, веста за новородениот цар на евреите е директна закана за неговиот престол. Тој не размислува за светскиот поредок, тој размислува како да ја елиминира конкуренцијата. Не го гледа Исус како спасител на светот, туку како ривал. Но зарем не е секогаш така? Големите духовни настани секогаш имаат и политички импликации. Токму стравот на Ирод, стравот на мокиникот, покажува дека ова не е само некое беззначајно раѓање во некое зафрлено село. Можеби. Но за мене многу позначајна е реакцијата, или поточно нереакцијата на религиозните авторитети. Погледни што се случува. Мудреците доаѓаат, Ирод ги собира сите првосвештеници и книжници и ги прашува каде треба да се роди Месијата. Тие, без никакво двоумење, го цитираат пророкот Михеј. И ти, Витлееме, од тебе ќе излезе водач. Го знаат точниот одговор. И што прават со тоа знаење? Остануваат пасивни. Токму тоа. Остануваат целосно пасивни. Не одат ниту тие во Витлеем, кој е на само неколку километри од Јерусалим. Ова е неверојатно. Тие го имаат клучот, го имаат знаењето о списите, ама не го препознаваат моментот. Ова ја нагласува внатрешната драма на Израел, длабоката поделеност помеѓу политичката власт, формалното религиозно знаење и вистинската вера. Приказната не е за глобална прослава, току за внатрешен конфликт и слепило. Излегува дека мудреците од Исток гледаат подобро од оние кои требало да бидат први што ќе го препознаат. И токму тука доаѓаме до клучната улога на посланието до ефесијаните и концептот на мистерија. Апостол Павле го објаснува токму ова. Тој вели дека планот Божи, народите да бидат соучесници во истото наследство, во истото тело, бил мистерија која во други поколенија не им беше соопштена на синовите човечки, како што сега им е откриена. Клучниот збор за мене е како. Ова имплицира дека планот постоел од секогаш, уште од ветувањето дадено на Авраам, дека во него ќе бидат благословени сите народи на земјата. Тој план бил присутен во списите, ама не бил целосно разбран. Со доаѓањето на Христос, таа мистерија се открива во својата полнота. Не се измислува нешто ново, туку се открива вечна вистина. Да, но самиот збор што го користи Павле мистерија или мистерион на грчки е многу значаен. Мистерија не е нешто што е само малку нејасно, тоа е нешто што е целосно скриено и невозможно да се знае без божествено откровение. Фактот што тој нагласува дека таа е откриена сега на апостолите и пророците во духот, покажува колку оваа идеја била контраинтуитивна и радикална за тоа време. Радикална да, но не и потполно нова. Но практично била нова. Да, била очигледна вистина која само чекала да биде подобро разбрана, не би била мистерија скриена со векови, нели? Ова укажува дека за современиците на Исус доминантна, речиси единствена идеја
била за Месија кој ќе го обнови политичкиот и духовниот суверенитет на Израел. Идејата дека неевреите можат да станат дел од Божиот народ на равноправна основа, без да мора прво да станат евреи, била теолошки земјотрес. Универзализмот не бил готова идеја од самиот почеток, тој бил теолошка борба на раната црква, резултат на откровение кое морало да ги надмине длабоко вкоренетите културни и религиозни бариери. Тоа е процес, не е почетна точка. Значи, кога ќе ја сумирам мојата страна, се сведува на ова. Текстовите за богојавлење, кога се читаат во меѓусебна поврзаност, формираат една кохерентна слика. Тие јасно укажуваат на Божјата намера да го прошири своето ветување надвор од етничките граници на Израел. Поклонувањето на мудреците не е само некој чуден, спореден настан, тоа е драматичен приказ, речиси како театарска представа, на оваа универзална покана. Апостол Павле подоцна само теолошки ја артикулира оваа централна вистина на Евангелијато дека сите народи се повикани да бидат соучесници во истото наследство во едно тело. Јас пак би заклучила дека, иако теолошкиот лак на крајот се движи кон универзалност, историскиот и наративниот фокус на овие конкретни текстови останува цврсто вкоренен во драмата на Израел. Текстовите не ни даваат некоја идилична слика на лесно прифаќање. Напротив, тие ја опишуваат напнатоста помеѓу Божиот конечен голем план и конкретните, често пати тесногради и партикуларистички очекувања на луѓето во тоа време. Универзализмот не е едноставна даденост од почеток, туку откровение кое се пробива низ конфликт, отпор, па и неразбирање, дури и кај оние кои требало први да го препознаат. Може би токму во таа напнатост и лежи вистинската порака. Разгледувањето на овие две перспективи открива нешто што е вткаено во самите текстови. Постојаната динамика помеѓу партикуларното ветување дадено на еден конкретен народ и универзалната визија за целото човештво. Точно. Оно покажува дека Божиот план не се открива како некоја абстрактна теоретска доктрина, туку се одвива во реалната историја, преку конкретни настани и сложени, често пати непредвидливи човечки реакции. Очигледно е дека материјалот нуди уште многу простор за истражување на оваа комплексна и фасцинантна динамика.